Вечерва во музеј галеријата на град Кавадарци, отворање на изложбата, јас ќе речам едно од поретките кога кавадарчани можат да уживаат во карикатурите. Но вечерва можат да уживаат во светски карикатури. Сога на фактот што покрај мене е мајсторот за карикатура, господинот Мирослав Миро Георгиевски, титулата мајстор на карикатура ви ја дадо кинезите, ако не се лажам. Браво, точно така, точно така. Тоа беше 2004 година и во право се кинезите. Ние сме Право биле, а? Да, инако ние со кинезите колку ќе се направиме 1.600.000.000, али стварно ме бројам негде околу таа година измеѓу 100 најдобри карикатуристи живи во светот. Така да, а фала и на вас за убавите зборови, стварно веќе почнувам да црвенем. Инаку ова е изложба карикатури кои што повеќето од нив се наградени, можда од овие 50 сигурно 30 се наградени, можам да кажам од Токио до Монтреал, само оваа година да се пофалам, Монтреал, Рио, сега пред месец дена русите ми дадаа во Сент Петербург награда за 100 години Октомвријска револуција, иако ја малку ја критикував Октомвријска револуција, они сепак ми ја наградија карикатурата. Морам да прашам, зошто Миро, то са ни од Миро? Миро се знае што е, Миро што е. Ова е на некој начин, сакам да дадам миро на сите оние што ќе дојдат овдека, односно македонецот е познат од времето, мада денеска е малку такво време да не се познава неговиот дух, иначе ние како народ сме духовит народ, покрај другото наше Итор Пејо, позната фигура на Балканот, према тоа зашто да не да фрла малку миро, па нека се врати духот. Сега вака, по професија немате допирни точки со уметност. Па може да се каже, јас сум машински инженер и одма да ви кажам дека првите проекти кога требаше да се направи фени пред равно 40 години, значи 77 година, јас ги донесов и скоро година и пол фени го правев. И сега? Сега? Кога последен пат сте биле да видите тоа што сте го направиле? Па сега, знаеш, така не е убаво да видиш оној кој што гледа како се раѓа и ово другото, за жал. Но јас се надам дека ќе се реши тој проблем. Па јас сум оптимист, затоа сум и карикатурист. Велат карикатуристите се вечити оптимисти. Па така велат и така сме. Ако земете во обзир, ако она што ни го прават задните, затоа што негде околу задните 10 години 48 карикатуристи се убиени, ние долго живееме, никој испод 95 години. Се надевам дека ќе живеем долго. Морам да прашам, работевте во Остен, работевте и стрипови за дневник. Така е. Докаде е со печатените медиуми? Или сега се префрламе на нови електронски ве? Не е така. Печатените медиуми во светот одат, не ја гледате ситуацијата кај нас. Ситуацијата кај нас е таква каква што е за сите уметности, а карикатурата како малку и страшна уметност за оние за кои што владеат, а и треба и да платат за неа, не им се допаѓа и така да не кажам со неа завршено во сега за сега, да се надеваме на подобри денови. Иначе јас работам за хрватите, работам за германците, има електронски медиуми, работам и за печатени. И чекам да дојде време. Сега време нешто со печатени медиуми, па ги нема. Малце наназад ни оди. Па ги нема печатените и оние што ги има не се заинтересирани за ваква критика, како што ние карикатуристите ја правиме. Таа не е голо плукање, него мора да се седне, да се размисли што сакал писателот или карикатуристот да каже. Сретнав некаде сега, не се сеќавам баш каде, предпоставам дека не ви се броени оние први награди и редица други. Мене ми се чини дека пред 3-4-5 години бевте прогласени за
најдобар карикатурист во Македонија, од Сдруженијето на карикатуристи. Па да, во Македонија. Па ја пред 4 години бев прогласен и во Хрватска за најнаградуван карикатурист, пошто сум член на Хрватско друштво на карикатуристи. Према тоа, Балканот го освојам. Сега ќе се префрлам и на Бугарија. Добро. Време е. Можеме да одиме и преку барата, што се вика. Да, може, и таму, зашто да не. Прв пат сте во Кавадарци? Не, пред 7-8 години исто отворив изложба во Кавадарци, а велам дека Кавадарци заради кавадарчани и заради кавадарското вино го обожавам, тиквеш. Сега се надам дека нема да чекаме 7-8 години за следната изложба на карикатури ваши. Ја мислам дека нема да чекате, затоа што имам некоја идеја со благодарение на Петре, кој што е стварно фантастичен за мене човек, за мене кој што знае да ги цени некои работи, нешто ќе направиме за да тоа многу побар го биде и да биде уште покарактеристично за Кавадарци и за теквешијата. Јас ке ви се заблагодарам многу, се надам дека и вие ќе уживате сега вечерва во вашите дела, но се надам дека и оние што дојдоа вечерва дека нема да зажала, бидејќи навистина ретко карикатурата се гледа во кавадаречките салони на уметност. Па веќе не зажалив не заради тоа што карикатурите се вака убаво наместени, него затоа што гледам околу мене ведри лица кои што денеска е ретко да видиш човек што се смее, кој што се смее. Нешто заради кавадаречките вицеви кои што и јас им се наслушав и можда нешто и гледаат смешно во моите карикатури. Благодарам и на вас.